Благодарам, почитуван председателе. Почитувана македонска јавност, втор ден дебатираме по точката на дневен ред завршна сметка за буџетот од 2020 година. Поточно не дебатираме, бидејќи очигледно зборуваме само ние пратениците од опозицијата. 2 дена гледам дека имаме монолог во собранието. Замислете за точка за која треба да образложите, почитувани колеги од власта, како работеле вашите министри, директори, вие ве нема. Што е, колеги? Молка. Затоа како вашата влада ги потрошила народните пари за буџетската 2020 година, молка. Ни ја, ни Б. Само да ви кажам, ако вашата влада работела честно, квалитетно, денес вие требаше да направите да не можеме да дојдеме на ред за збор ние. Да се фалите со реализираните проекти, а не вака да ве нема, да молчите. Зошто е така, мене ми е совршено јасно. Затоа што овој документ е срам. Доказ за неспособноста и арамилакот на вашата влада. Овој извештај е доволно само да го прелистаат во обвинителството и ќе имаат многу што да испорачаат до судовите, многу кривични пријави. Овде има многу, што би рекле моите прилепчани, има многу домајкинлак, секако во наводници. Впрочем, колеги, ова е само потврда на она што го зборуваме секојдневно, дека владата на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ работи недомајкински, нечесно и е неспособна да го реализира ветеното пред граѓаните. Овој извештај, токму овој, за 2020 година, колку и како сте сработиле, беше на изгласување пред граѓаните на локалните избори во 2021 година. И видовте, таму не помина. Од тука и вашиот молк денес. Затоа, почитувани колеги, прифатете еден совет, добронамерен, и јајде одма на предвремени парламентарни избори, бидејќи ако молчите за бројките од 2020 година, што ќе правите тек за оној буџет од 2021, а не сакам ниту да помислам за оној од 2022, ако поутрото денот се познава. Помогнете му на вашите министри, директори, бидејќи со секој поминат ден на власт, ваквите извештаи ќе бидат се повеќе негативни, а во нив ќе има се повеќе работа за обвинителството. При носењето на буџетот ви укажувавме дека гласате листа на желби, а не реално остварливи економски програми. Еве, пред вас денеска е потврдата на сето тоа што го говоревме. Но да почнам со ред да одам. Уште на старт, кога ќе се отвори оваа завршна сметка, овој извештај, е јасно како се планирало, а колку се сработило. Предвиден бил дефицит на буџетот од 2,3% од бруто домашниот производ. А на крај, реалниот дефицит достигнал 8,1% од БДП, односно 54 милиарди денари или приближно 900 милиони евра. Не еднаш, не 2 пати, ами за 4 пати утната проекција. Сте потрошиле пари што ги немаме, сте не задолжувале и од тука доаѓаме до рекорден јавен долг од 60% од бруто домашниот производ. Економијата, велите во овој извештај, доживеала пат од 4,5%, сме влегле во рецесија од бруто домашниот производ секако, што сметаме дека и ова е фингирано и реалниот пат, односно рецесијата, изнесувала 6,1%. Споредбено имаме најголем економски пат во регионот. Србија минус 0,9%, Босна минус 3,2%, Романија минус 3,9%, Словенија минус 4,2%, Бугарија минус 4,4%. Странските директни инвестиции исто така ни биле најниски во регионот, 274 милиони евра. За разлика од сите земји во регионот сме послаби.
споредбено Црна Гора 529 милиони евра, Албанија 1,1 милиарда, Хрватска 1,3 милиарди и Србија 3,4 милиарди, 15 пати повеќе отколку нашите странски инвестиции. Во 2020 година 7300 фирми затворени, 55.000 загубени работни места, еден куп пропаднати сделки, бизниси, загубени пазари и најлошото од се, осиромашените граѓани. Задолжување од 1,5 милиарда евра само за една година, а резултатите поразителни, катастрофални. И логички се поставува прашањето, почитувани колеги, каде завршија парите? Разгледувајќи го извештајот, симптоматичен ми е еден податок. Ставката во Министерството за здравство од програмата П мерки за справување со COVID-19 се извршени 33 милиони денари, што представува само 27,4% од планираните буџетски средства со вториот ребаланс. А во исто време, по ист основ, подигнувавме кредит, по иста ставка, хитно справување со COVID-19. Се задолживме со кредит од 90 милиони евра, а ваму реализација на буџетските планирани средства само од 27,4%. Индикативно исто во Министерството за здравство, што по програма 1К, изградба на нов клинички центар во Скопје и Штип, има најмала реализација од 29 милиони денари или 19,6% од планираните буџетски средства. Клиничките центри не се изградени, Скопје не е ни започнат, во Штип се повлече кредиторот, Европската банка за обнова и развој, но хонорарите, и тоа како дебели, се исплаќале на луѓе од власта. Ги прочитав, колегата Балковски 19.000 евра наплатил, бившиот министер за надворешни работи Жерновски по 1000 евра месечно наплаќал, советниците на министерот вработени во министерството, плюс платата наплаќале 150.000 денари месечно, а ваму болницата во Штип не е изградена. Исто така индикативно е слабата реализација на ставката 59, рана детекција на малигни заболувања. Само 6,6 милиони денари или 31% само. Но затоа, почитувани колеги, слушајте ме добро, ставките на стоки и услуги 91,4%, договорни услуги 88% реализација и купување на возила, тука немате промашување, се распрашав дали биле амбулантни возила, не биле само амбулантни возила, 99,9% реализација. За оние заболени од рак диагностика нема пари, за купување возила и провизии 99,9% реализација. Ме зачудува податокот што Министерството за транспорт и врски е со најнизок процент на реализација од 82,3%, она министерство кое треба да биде двигател на економијата, на развојот и на подобрување на условите на живот на граѓаните. Овдека една ставка ме зачуди во подпрограмата 2Л, проект за локални патишта, кој според завршната сметка за 2020 не бил реализиран, а биле испланирани 54 милиони денари. И онма ми дојде една слика на едно гостување на вашиот екс-председател Зоран Заев. Во едно интервју го прашува еден новинар, му вели, што направивте? И вели, патишта. Абе, кој конкретно патен правец го направивте? Патишта, многу патишта, вика, направивме. Затоа сега, гледајќи го овај извештај, јасно ми е зошто сте направиле патишта, а никаде ги нема патиштата. Затоа, почитувани колеги, ќе кажам дека оваа завршна сметка се гледа дека овој буџет од 2020 е потрошен за предизборен подкуп на точно таргетирани социјални ранливи категории на граѓани, потрошен е за хонорарци, за договори на дело, потрошен е за набавки од кои парите завршувале во приватни джебови, се со една цел. Во 2020 имаше парламентарни избори, се со една цел, подкуп за само и само останување на власт. Ви благодарам.